во минатото акцентот бил ставен на златото и на бронзата, меѓутоа се случува еден феномен, го викаме сребрен хоризонт во тракиската култура, бидејќи од средината на 5-тиот до 3-тиот век среброто станало многу популарно и се изработувале најразлични предмети. Дури некои предмети се представуваат за прв пат, затоа што се од ископување од пред 2 години. Шлемов во ваков формат, овој сребрен параден шлем, во ваков формат прв пат се изложува, значи целосно конзервиран и конзервацијата беше 2 дена пред да патува за Македонија. Првата тема на почетокот на изложбата е за племињата и кралевите. Значи, каде се простирале тие племиња, кои биле, бидејќи уште пишаните извори, уште Хомер ги спомнува и во своите епови, па и Херодот, таткото на историјата, ги спомнува како најбројното племе после индиците, меѓутоа за жал никогаш не се обединиле под еден крал и затоа не направиле некоја помоќна држава. Потоа е темата накитот, како се украсувале тракиските жени. Една доста битна тема е тракискиот коњаник и тука се представени голем број апликации од сребрени апликации за како украси на на коњската опрема. Потоа исто од изворите, античките извори, знаеме за тракиците како доста воинствен народ, тука се воините, тракискиот воин. И овде каде што се наоѓаме, сакавме, бидејќи просторот ни го дозволи тоа како кружен простор имаме во нашиот музеј, а и погребувањето, таа тема е погребувањето на тракиската аристократија, бидејќи тие се погребувале во толоси гробници, кружни гробници и тука сакавме да представиме со овој еклектизам избрани сцени од зидни украси на тие гробници, да ја представиме на тракиска гробница, каде што се највредните артефакти. Те биле доста воинствени, го обожавале коњот, значи коњаници и како платеници во други војски, тракиските коњаници биле доста познати. Кажав дека имаме ексклузивни сребрени или сребро со позлата украси на коњите, значи многу им значеле во животот. Затоа што тие планини, каде што се простираат тракиците, биле доста богати со рудни ресурси. Најстарите златоносни рудници, рудници на сребро, Пангајскиот регион бил во нивна територија и веројатно тоа довело да се појави тој тракијски сребрен хоризонт, што го викаме во хронолошки од средината на 5 до 3 век пред наша ера.